Почитувани, се враќаме назад во студио 1 и продолжуваме со темата која што ја најавивме на самиот почеток од ова студио, а тоа е барањето на Сдруженијето на работниците во судската администрација и стручните соработници во судовите кои што бараат и тие да ја имаат можноста да конкурираат за суди и јавни обвинители по искуство со стекнати 8 или 10 години. Тие ова барање го преточија и во петиција, а со мене во студиото се веќе двајца представници од Сдруженијето, господинот Борче Мирчевски и госпоѓата Марија Лазова Ѓорчева. Извинете, Марија Лазова Ѓорчева, представник од стручните соработници. Стручните соработници во Република Македонија, во судевите во Република Македонија. Така, вие доаѓате всушност од некој Јас доаѓам од Основен суд Неготино, таму сум стручен соработник со вкупно работен стаж од 15 години, од кои 13 години стручен соработник. Така, вие собравте 150 потписи на вашата петиција, која меѓу другото нели бара стручните соработници со 8 или 10 години искуство да можат да конкурираат за суди и јавни обвинители. Да. Дали можеби очекувавте и поголема поддршка, бидејќи оваа бројка од 150 мене лично ми се чини како мала? Во моментот поддршката порасна, во меѓувреме имаме точно до денес 254 потписи од стручните соработници во судовите широм Републиката, но бидејќи станува збор за годишни одмори и дел од вработените користат годишни одмори, некои од нив не успеа да се потпишат на петицијата, но сепак поддршка имаме и се надеваме дека потписите на петицијата ќе бидат докомплетирани и бројот ќе биде уште поголем. Бидејќи ова е проблем со кој што се соочуваме подолг временски период, поточно од 2013 година, кога со тогашните измени во Законот за Академија за суди и јавни обвинители се направи да ние како група вработени стручни судски соработници во судовите ширум Македонија, па и во јавните обвинителства, останеме како едно слепо црево, да не можеме да конкурираме бидејќи на некој начин сеускратија сите наши права, бидејќи Академијата, сега постојниот закон, предвидува, освен што просек 8, предвидува познавање на странски јазици и пред се задолжителна обука, подготвителна обука. Тој просек, извинете, за вас е низок или треба да биде? Вака, во нашето образование, значи правниот факултет, во времето, зборувам за оваа група сега, потписници на петицијата, ние бевме студенти по стар систем, ние така го викаме 7-1, и тогаш воопшто не постоја вакви услови. Значи, ние да сме знаеле, може би, например, ќе сме се стремеле да тоа да имаме поголем просек. Значи, во тоа време постоја други услови, беше потребно да бидете дипломиран правник, да имате положен правосуден испит и да имате минимум 5 години работи во стаж во правни работи. Во меѓувреме, процесот на промени започна со самото конституирање на Академијата од 2006 па наваму, и тогаш на почетокот беше 50% од кадрите ќе бидат од сите останати правници, дипломирани правници кои што ги исполнуваат овие услови, а 50 ќе бидат академци. 50 од нив ќе се бир од редот на академците. Меѓутоа, тоа беше со времен карактер и со текот на времето до заклучно со 2012 се исклучи можноста да се примаат веќе кадри и ние останавме едно слепо црево во судството, бидејќи и во Законот за судска служба, која што се донесе во 2014 година, ние останавме, за која што по-добро ќе објасни колегата Борче, тој е како председател на нашето Сдружение за судска администрација, бидејќи ние се вработивме како судски соработници и тогашното поимање на судските соработници е дека тоа е еден чекор да станеш судија, односно јавен обвинител. Но, како што кажа, во меѓувреме се сменија работите и ние сега се надеваме дека оваа реформска влада
ќе излезе во престрет на нашите барања и ние како стручни соработници ќе можеме да добиеме право да конкурираме, бидејќи ни сега во овој момент практично немаме... сте дискриминирани, можеме да речеме. Да не... Бидејќи со константната промена на регулативите, вие всушност сте изгубиле можности покрај тоа што претходно сте ги исполнувале условите. Што е она што вие го предлагате сега, господин Емирчевски? Прво, дали можеби враќање на старите регулативи, дали тие можеби се подобри или веќе имате некоја нова подобра идеја? Прво би сакал да кажам ние дека како здружение целосно и ја поддржуваме оваа иницијатива која што е поднесена од стручните соработници со оглед на тоа што во нашето здружение членуваат и ние ги застапуваме интересите на сите категории на вработени во судовите, не само на категоријата на стручни судски службеници. Ја поддржуваме во целост и стоиме за таа петиција. Марија добро ги објасни сите тие причини зошто и како дојде до оваа петиција. Ние предлагаме понатаму оваа група која што Марија ја нарече група, значи овај дел на стручни соработници кои што на некој начин се оштетени и немал законодавецот сенс за нив кога ги носел измените на законите, предлагаме услови под кои што тие стручни соработници ќе можат да конкурираат за судии. Видете што е она битно кое што сакам да го споменам. Сакам да споменам дека при носењето на тие закони за академија, законот за судови, не се водело сметка за искуството. Овие стручни соработници кои што сега работаат во судовите, се со долгогодишно работно искуство. Тие се спремни судии. Тие пишуваат и работаат со судија секој ден. Искуството верувам дека во сите земји развиени, посебно внимание му се посветува на искуството и посебно се цени. Овде воопшто, а некако тоа искуство не се зема во ниедна перспектива, во ниеден поглед. Некаде се плаќа, значи да добиете искусен правник, да добиете правник кој што е спремен да седне утре во судските или во обвинителските клупи. Ние некако тој дел го занемаривме воопшто, зборувам за законските решенија претходно кои што беа донесувани. Се надевам дека сега... Дали тогаш не го испрецепиравте тоа како проблем дека ќе настане и поради што и всушност можеби и не бевте толку гласни и масовни во реакциите за да го спречите тоа? Не дека не го перцепиравме. Значи, ние не само што го перцепиравме, туку дававме и своји забелешки, дури имавме и протести во таа насока, меѓутоа законодавецот остана глув на сите тие наши барања. Единствено кое што нешто одеше во прилог на тој дел на стручни соработници беше онај временски период кој што беше даден од моментот на влегување во сила на законот за академија до моментот на 2012 крајот, мислам, кога можеше 1% од 50% при изборот на судии да биде приман и од тој дел на стручни соработници. Меѓутоа, крајот на 2012 тоа се запре и од тогаш оние кои што не успеале да влезат во таа квота на судии остана доживотни, да речем, стручни соработници или пак својат кариера ќе треба да ја бараат надвор од судовите и јавните обвинителства. Нивниот кариерен напредок беше исечен уште пред и да започне. 2013 се изменети регулативите, од тогаш се поминати 5 години. Значи овој проблем веќе 5 години се соочувате со овој проблем веќе 5 години, меѓутоа до сега претпоставам дека и претходно сте реагирали и апелирали. Ние покренавме и испитување на уставноста на ваквата законска одредба. За жал добивме негативен одговор, пишувани се разни дописи. Не се сеќавам, тогаш Уставниот суд се произнесе за ненадлежен или одлучи да не ги укине? Дека е уставна, дека нема потреба да се покрене уставноста на оценување, да се покрене оценување на уставноста на таа законска одредба. Значи, целта на нашата петиција е да се одделат, разграничат стручните соработници кои што со години работат во судовите и кои што своето образование го стекнале по стариот систем на образование и да може
да им се даде како посебен услов да се изберат за суди поради тоа што има најмалку 10 години работно искуство. Значи, ние не сме против академијата. Ние, академијата како концепт е доста добра. Таа е јавна установа која што се грижи за континуирана обука, стручно усовршување и надоградување на стручните знаење како на судиите и јавните обвинители кои што се веќе избрани, така и на стручните соработници и целата стручна служба. Значи, ние се залагаме за тоа, откога ќе бидеме избрани, да можеме и да, согласно законски регулативи или подзаконски акти кои што ќе бидат донесени, колку да трае таа обука, но откога ќе бидеме избрани, да посетуваме обука и потоа да си, бидејќи стручниот соработник е еден готов производ. Значи, имаме ситуација во судовите во Република Македонија, па макар и во јавните обвинителства, каде што се среќаваме со суди, односно јавни обвинители кои што имаат години на возраст како години на стаж со стручниот соработник. Тоа е малце нонсенс. Значи, што би научил стручен соработник кој што има 20 години или 10 години работно искуство во судот, работејќи нели на правни науки, изготвување со материјата која што работи, бидејќи за да им појасниме на гледачите што представува стручен соработник. Стручниот соработник е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој што изготвува нацрт одлуки во предметите кои што се доверени од страна на судиите и присуствува на судењата и работи еден куп работи по налог на судијата кој што му е определен, за кој што е определен за работа. Или попластично тој му е помошник на судијата како прва десна рака, кога судијата е онаа фигура која што церемонијално нели ја носи пресудата. Нонсенс е кога имате еден таков готов производ да го пластично кажано, да го терате 24 месеци да оди на академија и 9 месеци теоретски да се надоградува, што не сметам дека е лошо. Тоа воопшто знаењето, значи, не е воопшто лошо и не оди во ничија на ничија штета. Туку после завршувањето на тие 9 месеци, кандидатот, академецот ќе треба да помини 15 месеци на обука во основните судови со проширена надлежност или во висшите јавни обвинителства. Подолго, мислам, нонсенс. Мислам, за нас ова категорија на стручни соработници. Зошто сметате дека беше донесено вакво решение? Која беше целта тогаш за едно вакво решение? Не она што беше официјално објаснето, меѓутоа може би има и задна намера. Дали се сомневате дека има задна намера во донесувањето на ваква одредба, односно регулатива? Па ние не можеме да кажеме дали имало некаква задна намера. Знаеме дека единствено дека со таквите законски одредби на вистина беше направена штета на еден поголем број на правници кои што на вистина очекуваа и покажуваа резултати, сметајќи дека на ваков начин ќе успеат да се докажат и ќе успеат да бидат идни судии. Со носењето на таквиот закон се нанесе штета на сите тие кои што очекуваат такво нешто. И тогаш знаете како мотивираноста паѓа на едно најниско ниво. Тоа може би да влијаеше на убивање на еланот, да речеме, на оние кои што сакаат да бидат суди и всушност дали тоа не доведе до партизираното и заробеното судство. Може би еден од главни. Тоа дополнително го спушти нивото на ако ги затвори можностите за сите нови кадри и мотивот го спушти на најниски скалила, да речем, баш точно тоа партизираност подоста. Тие 50% и оние примања во академијата, тие не останаа незабележани дека се баш присутни партизираноста и да речем самоволието на определени кадри. Алармот за оваа петиција кај вас, стручните соработници, го вклучи тоа што не сте консултирани во стратегијата за реформи во правосудството. Очекувавте ли вие дека оваа влада ќе ве вклучи во таа стратегија и што имате вие да придонесете за гледачите да им објасниме? Значи, нашиот аларм, како што викате, се уклучи кога беше више готова изготвена нацрт стратегијата за
реформите во правосудниот систем за периодот од 2017-2022 година и ние очекувавме, бидејќи и предизборно беше ветувано дека стручните соработници како категорија ќе бидат наградени за тоа што ете толку време биле во судевите, но откога излезе готовата финалната верзија на нацрт стратегијата и акцијскиот план, ние видовме дека сосем дека нашата група воопшто ја нема во реформите, освен со последните измени во Законот за судови, кој што е од 2018 година. Делот кој што не интересира нас е дека се намали критериумот 8, дека не е потребен веќе критериумот да имате просек 8 за упис во академијата и дека откога ќе бидете избран за судија, односно јавен обвинител, дека имате определено време во кое што требате, сте должни да се стекнете со сертификатот за познавање на еден од европско признати, меѓународно признатите јазици. Значи, тоа пак нас не ни одговара, како што реков, за нас е апсурдно да посетуваме обука од 24 месеци, да се обучуваме за нешто кое ние што сметаме... Да го губите времето кое што веќе сте го поминале во праксата. Да. 140.000, една мала дегресија ќе направиме, 140.000 лица од прилика број јавната администрација според она што го соопшти Министерството за информатичко општество. Оваа бројка за вас беше изненадувачка или вие сепак имате недостаток од луѓе вработени во администрацијата и по судовите? По донесувањето на Законот за судска служба, судската администрација повеќе не припаѓа во групата на јавна администрација, така да ние си имаме посебен закон во кој што се опфатени сите права и обврски кои што ги имаме од работен однос. Така да за ова не би можела да се произнесам. Еве, ако може Борче нешто повеќе. Факт е дека бројот на вработените во судовите во Република Македонија е помал отколку што е потребен за да се работи без пречка во судовите. Не го земам како репер бројот на предвидени работни места по систематизациите на судовите, бидејќи ако зборуваме дека треба да се пополнат сите работни места кои што се предвидени по согласно правилници за систематизација и организација на судовите, тој број треба скоро, да не речам, можеби дупло се зголеми од постојниот сега. Зборувам за оние работни места кои што се неопходни за безпрекорно одвивање на процесот во судовите. Бројот кој што треба кој што е во овој момент, во зависност на оној за кој што зборувам како најнеопходни примања што треба да се направат во судовите, сигурно би требало, да не излезам со бројка, некоја па да бидам погрешно сватен, меѓутоа сигурно од 200-300 вработени нагоре треба да биде тој број од постојниот. Ако од една страна имаме хиперпродукција на кадри на правните факултети како на државниот, така и на приватните, а од друга страна имаме празни места во судовите кои што треба да се пополнат за ефикасно функционирање, на што се должи тоа? Каде е проблемот според вас? Еден од проблемите е и самиот закон за судска служба. Значи, самиот закон за судска служба предвидува постапка за вработување која што беше изигрувана честопати до сега таа постапка? Да, во секој случај со примеси на политички елементи, значи во секој случај, и тоа сме го кажували и во други прилики и пред организирањето на протестите и на штрајкот што беше во организација на Сдруженијето и на синдикатот на УПОС, сме го кажувале тоа и веднаш после донесувањето на законот. Овој закон беше дел од оној пакет на закони, колку беа сега, не фаќајте ме да зборам, некаде 120 на закони во 3 дена што беа донесени. Во брза постапка, да, во брза постапка, и овај беше еден од тие закони и ние можеби целта и беше да се протне на мала врата. Па тука сме ние повеќе од сигурни дека беше така, и не само за овој закон не важат тие предпоставки само за овој закон, туку во тој пакет од 120-30 закони имаше сигурно и други закони кои што требаше така да се протнат во таа брза постапка, по скратена, да речем, во скратена постапка.
Меѓутоа, ние веднаш кога го видовме законот, ние алармиравме, презедовме активности за кои што сметавме дека треба да се преземат, меѓутоа се беше залудно, значи се беше само дописи и преписки и протестите така, сето тоа дојде до предизвикување на протести, па на крајот дојде и до предизвикување на штрајкот, меѓутоа не добивме некоја измена квалитетна, иако наспроти нашите залагања, меѓутоа тој закон бевме очигледно само ние свесни дека не нуди законски решенија за објективно вработување во истиот. И сега, кога разговараме во овој момент со тие представници на извршната власт, сега доаѓаме до заклучок дека тој закон и технички не може да се практикува за да се спроведат тие постапки за вработување. И сега доаѓаме до ситуација дека конечно некој увидел дека она што судските службеници уште тогаш на кое што алармирале уште тогаш навистина имало неминовна потреба од менување на самиот закон. Го увиделе ова, но гледате ли иницијатива за промена? Во овој момент, значи има постапка за промена на законот за судска служба, која што постапка за жал, зборувам, се однесува само за еден мал дел од законот за судска служба. Оние реформи предвидени со планот 369. Овде се работи само за измена на законот за судска служба во делот на постапката за вработување. Меѓутоа, ние тврдиме и претходно и сега тврдиме како здружение дека постапката за вработување не е единствената критична точка во законот за судска служба. Оваа постапка за вработување е само еден сегмент и таа не може да се разгледува парцијално, само таа, без да бидат опфатени и другите глави во овој закон, вклучително главата за надлежности на Советот за судска служба, надлежност на судскиот администратор, главата за интерен оглас, за јавен оглас, значи таа не може. Што се е под еден дел практично. И ние предлагаме дека на вистина свесни сме дека бројот на вработени во судовите треба да се зголеми, да се пополнат, тоа е неопходно испразнети работни места, најнеопходни што се во судовите. Меѓутоа, не сметаме дека треба сето тоа да се направи на брзина и после да имаме други штетни последици од оваа работа. Ние предлагаме, и тоа го истакнавме и во допис до Министерството за правда, предлагаме една можеби позабрзана постапка, меѓутоа конструктивна и постапка за менување на целиот закон за судска служба. Бидејќи ако јавноста се сеќава, ние кога укажувавме на недоследностите на законот, укажувавме на делот за неговиот дискриминаторски карактер. Со овие измени ние воопшто тука не интервенираме. Ние укажувавме во делот на неговиот репресивен карактер. Меѓутоа со овие измени ништо не преземаме во тој дел. Ние укажувавме на проблемот каде што нема унапредување на судските службеници. Значи, буквално, еве, од кога сака да земеме години наназад, ниеден судски службеник не е унапреден. Значи, кој е мотивот на вработените, освен земањето на платата? Дали, ево, ние не сметаме дека тоа треба да биде единствен мотив. Онаму каде што има простор за казнување, за санкционирање, ние сме согласни тоа да се направи во една нормално предвидена постапка. Но од друга страна барате и награда за оние кои што вложиле труд сите тие години. Да немаме мотивираност. Вие дали ќе сработите денес, ќе работите 8 часа без престан, или ќе работите 6 часа, или може би и 4 часа, па да бидете на крајот на месецот исто рангирани сите да земите иста плата, која ви е вас мотивираноста? Не можете ни да напредувате, нити да земите поголема плата, нити па добиете некое место повисоко. Плюс, дотолку повеќе, групата на стручни судски службеници не може ни да конкурира различно од другите групи за судија или за јавен обвинител. Остануваме во ситуација стручните соработници да бидат поистоветени со сите оние студенти од правен факултет, кои што јас не ги подценувам, меѓутоа го немаат искуството и тоа е клучната разлика за која што зборуваме, и да бидат исто седнати во исти клупи во академија и стручен соработник со
Во најмала рака е небулозно. Со 5 месеци работно искуство и стручен соработник со 25 години работно искуство. Не за џабе реков, бројот на годините и бројот на работниот стаж во некои случаи е ист. За крај само би сакал да ве прашам, секако дека помина само еден ден од како вие објавивте петицијата, но проблемот не е нов. Министерката за правда е релативно нова во министерството. Таа ве контактираше ли, мислам, дали е запознаена со овој ваш проблем и дали можеби остваривте средба со неа за да го предочите ова и еве дали очекувате некој од низиниот кабинет да ве контактира по упатената петиција до неа? Ви благодарам прво на вашата телевизија што успеавте во волку краток временски период да не викнете во емисија и колку толку да ја запознаеме јавноста за нашиот проблем. Се надевам и убедена сум дека Министерката за правда, која што беше професорка на факултетот, од кој што ние доаѓаме и го имаме овој проблем, ќе најде време да не исконтактира и дека ќе оствариме средба, бидејќи како што и на петицијата е напишано, таа е пратена до сите релевантни институции, почнувајќи од председателот на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, до Законодавната комисија при Собранието на Република Македонија, до Судскиот совет, јавно обвинителскиот совет, до Американската амбасада и така натаму, кој што и плюс тоа имаме и поддршка и од експертите кои што се членови на ова кои што се во Советот за реформи, кои што се директно инволвирани во оваа стратегијата и за нејзината имплементација. Се надеваме дека конечно дојде време кога ова долгогодишна неправда која што нас на стручни соработници ни е нанесена, дека конечно ќе биде отстранета. Ние се надеваме, значи да се повториме уште еднаш, петицијата не е да омаловажиме или да негираме некоја институција како таква, туку само да си го најдеме своето место под сонцето. И да го добиете напредокот во кој што сте вложиле години труд и години. Значи, сепак стручни соработници кои што работат во судот најмалку 8, 10, 15, 20, тие ми апсурди каде што стручниот соработник се пензионирал како стручен соработник. А никој не влегува во судот за да остане пензиониран стручен соработник, предпоставувам. Па, да. Така да се надевам, искрено верувам дека нашата петиција ќе вроди со плод и дека ќе се направи нешто во тој дел. Така јас се надевам дека вашите барања ќе бидат слушнати и ви благодарам во оваа прилика за вашето гостување. Како еден мал потсетник за тоа, ви подаруваме еден политички трилер од нашата Санта Аргирова. Ви благодарам. Како сеќавање за вашето гостување. Уште еднаш ви благодарам за тоа што присуствувавте овде кај што го кажавте вашиот проблем и се надевам дека наскоро ќе бидете слушнати од релевантните институции. А вие, почитувани гледачи, останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза се враќаме со вестите во Студио 1.